Собраниските службеници покрај навредени ќе бидат и казнети. Наместо извинување, собранискиот спикер Талат Џафери бара да се казнат собраниските служби и вработените во МРТ поради тоа што дозволиле да се слушне неговото недолично однесување во јавноста. Накратко, ова беше одговорот на собранието на последниот скандал на Талат Џафери. За опозицијата не постои друг чекор по примитивизмот на Талат Џафери, освен негова оставка. ВМРО-ДПМН не може да најде оправдување за неговиот недоличен и навредлив однос кон собраниските служби. Портпаролот на партијата Наум Стоилковски порача дека тој веќе не е достоен да го води и да биде член на законодавниот дом. Оваа потврдена снимка од Талат Џафери во прашање ја доведува и неговата деловна способност, но и го отвара прашањето дали зад вулгарностите постојат зависности на Талат Џафери кои што предизвикуваат абстиненцијални кризи и неможност за рационално водење на седниците на собранието. Објаснувањето од примитивецот Отворино дека не знаел за вклучени микрофони е само доказ за вистинското лице на власта и начинот на владење со насилство и со понижување. Сето ова е само причина за негова неотповиклива оставка. Премиерот Димитар Ковачевски ја погледнал снимката на која се слуша гласот на претседателот на собранието и веројатно обидувајќи се да го оправда, вели не можел да коментира за тоа што не можело да се види ниту кој разговара, ниту со кого разговара. Првен јас таа снимка ја погледнав, меѓутоа се работи за некаков разговор на кој што не се гледа ниту кој разговара, ниту со кого разговара. И затоа таа причина не можам да коментирам дали претседателот на собрание разговара со некого во сала, дали е тој вработен или не е, навистина не можам да дадам конкретен одговор, бидејќи на снимката не се гледа кој зборува и со кого зборува. Од Алијанса за албанците пак велат дека ваков мобинг имало во сите државни институции кои се раководени од ДУИ. Подолго време не само Џафери, туку и другите функционери на ДУИ. На ист начин ги третираат и државните службеници и граѓаните, а често се обидуваат така да се однесуваат и со пратениците. Ова е типично однесување на режим, на диктатура, кои функционираат само со страв и закани. Реагираше и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија. Вчерашниот настан покажува крајно понижувачки и подценувачки однос кон вработените во собранието на Република Македонија и говори за начинот на однесување на избраните и именувани лица кои што раководат со јавниот сектор во државата, велат од таму. Видеото со вулгарниот речник на Џафери беше објавено на социјалните мрежи и на него може да се забележи логото на собранискиот канал. Навредите се чуле на крајот на преносот од вчерашната пленарна седница. На видеото не може да се види кому Џафери ги упатува навредите или пак што го провоцирало неговото недолично однесување.